Спортски поздрав, почитувани гледачи на МНЕТ телевизија, ново издание од спортскиот магазин Трибина, во кој што ќе зборуваме за она се што се случуваше изминатиот период во втората македонска фудбалска лига, меѓутоа ќе начнеме некои од темите и од останатите лиги во македонскиот фудбал. Фокусот нели онова го ставаме на втората македонска фудбалска лига. Вие можете да ги следите сите оние фудбалски возбудувања и преку телевизиски преноси на МНЕТ телевизија. Изминатиот период проследевме доста атрактивни, неизвестни, возбудливи надпревари преку директен пренос на МНЕТ телевизија, со што се потврдува нашата соработка и со Фудбалската федерација на Македонија преку нели директни преноси на надпреварите од втората македонска фудбалска лига и во пролетниот дел од оваа сезона 2025-2026. Ќе имаме една подетална, ајде ако можам така да речем, анализа, длабинска анализа на табелата на се она што се случуваше изминатите 3 кола во пролетниот дел, односно како стартуваше пролетната полусезона и што може да очекуваме во следното коло, 19-то коло кое што веќе во сабота пред второлигашите, еден густ распоред пред сезонија кој што игра и во Купот на Македонија, така да некако можеби тоа се рефлектираше и врз дел од резултатите за кои што ќе видиме во текот на сама оваа емисија. Можеби некаде и уморот ги стигна, меѓутоа и се случува некои изненадувања, со што веќе топ 8 зоната буквално е отворена, така да секој веќе има можност да конкурира за позициите кои што водат кон првата македонска фудбалска лига. Добро е познато дека само првата позиција води кон прва лига, вториот и третиот ќе играат бараж за можен влез во фудбалската елита на Македонија. Од таа причина станува навистина густо интересно, ќе видиме во продолжение од самата емисија, ќе погледнеме табелата, но најпрво да направиме еден краток осврт на резултатите кои што ги имавме во претходното коло, кое што се одигра во вторникот, односно суден надпревар во средата, кога се комплетираше ова вонредно 18-то коло на втората лига. Можеби големо изненадување до некаде беше поразот на екипата на Охрид на тешкиот терен за освојување на бодови во Кочине, каде што Осогово ја продолжува таа победничка форма фантастична, која што ја има предводени жетварите од Крстев минимално 1-0. Велинов погоди против својот поранешен клуб и со тој погодок всушност триумфираше Осогово со минимални 1-0, меѓутоа пак за среќа на рибарите се случи да загуби екипата на Шкендија Арачиново во дерби пресметката со Скопје 1-2 во Сингилеч, со што на тој начин остана екипата на Охрид на врвот од табелата, додека пак Шкендија е втора, а со тоа се возможи прогрес на Скопје за трето место. Брегалница одигра 0-0 во Тетово со Тетекс, потоа имаше некои нивни тамо серија на соопштенија со видеа во кои што тврди дека биле оштетени, меѓутоа судискиот одбор при Фудбалската федерација на Македонија потврди дека судиските одлуки се чисти, коректни, со што е поканет и тренерот на Брегалница, меѓутоа и сите оние клубски представници да дојдат во ВАР центарот на Фудбалската федерација на Македонија за да се направи нели анализа на се она кое што било на тој надпревар. Во тој случај веќе таму надпреварот се одигра 0-0 без погодоци. Клучен и важен бод за штафарите за потврда на позициите кои што водат кон баражот за опстано, а во друг случај пак Брегалница мораше да се спушти на четвртата позиција. Интересен беше надпреварот во Гевгелија. Таму тимот на Иван Варадиновски Кожов два пати се спасуваше од пораз, бидејќи односно во два наврати имаше негатива. Саса успеа да на крај да мора да се задоволи со бод, иако во два наврати имаше водство. 2-2 беше надпреварот, победе некаде околу 45-та минута екипата на Саса со 0-1, а веќе во финишот, односно во судиското доболување на први дел резултатот беше 1-1. Во втори дел одново успеа екипата на Саса да победе на 1-2, а пак Кожов се успеа во финишот да погоди, односно да дојде до погодок за конечни 2-2. Екипата на Новаци со 1-2 славеше над Вардар Неготино на популарната Цвај арена, додека пак сосем очекувана беше победата на Детонит Плачковица. Сите 4 погодоци ги беа постигнати во први дел, во втори дел тимот на Горан Здравков ротираше и всушност штипскиот тренер им даваше шанса и на играчите со помала минутажа, како и на помладите играчи, па поискусените ги одмараше за дербито кој што ќе биде во сабота веќе во Радовиш, кој што ќе имате можност еве да го најавам од сега ексклузивно да го следите на МНЕТ телевизија. 0-4 славеше Детонит Плачковица во Виница над екипата на Слога, додека пак Преспа стигна до триумф од 1-5 над победа во Прилеп.
колото беше затворено во средата со надпреворот во Струмица, каде што сосем очекувано Беласица го доби последно пласирање од Големо Конјари со 4-0. Овој триумф беше очекуван и триумф со кој што се рехабилитираа момците на Панче Стојанов од причина што има во низа два минимални порази, со пораз од Охрид на домашен терен. Беласица ја отвори пролетната полусезона откако загуби со 1-0, додека пак потоа загуби и во гости од екипата на Скопје исто така со минимални 1-0, па ево овој триумф им е добродеден со цел да се вратат на седмата позиција, иако Беласица беше многу повисоко на табелата, меѓутоа се спушти неколку скалета подолу, ќе видиме во продолжение на самата табела. Ваквите резултати направи да биде доста исклучително тешко, бидејќи многу работи веќе во долен дел од табелата се јасни, веќе ги имаме екипите кои што се со спакувани куфери, веќе факт е дека тие екипи се испаднати, ќе чекаме нели теоретски математички да бидат потврдени во следните неколку кола, ќе остане битката за бараш позициите каде што извесно е дека Тетекс и Саса ќе бидат во тој бараж, додека пак Кожув ќе и пропушти доста клучни моменти Кожув за да биде во топ 8 зоната. Вака некако по полека веќе 7 бода негатива од таа бараж зона, ми се чини дека Кожув, кој што го води штипскиот тренер Иван Варадиновски, по полека ќе оди кон тоа да мора да игра бараж за опстанок, меѓутоа се уште има многу работи, се уште има многу за игра, многу бодови се во игра, но ќе биде доста исклучително тешко затоа што Кожув не сме веќе да греши ако сака да фати посериозен приклучок, бидејќи веќе конкурентите започнуваат да се одлепуваат во таа топ 8 зона која што гарантира директен опстанок. Ни самите три пролетни кола кои што се одигра, доста ќе кажем тука Брегалница имаше нели пораз од Кожув со 2-0 во првото пролетно коло, потоа Штипјани триумфира сосем очекувано над Вардар Неготино со 7-1. Прашање беше само колка резултатска разлика биде, тука не беше доведен во прашање победникот и на крај 0-0 на тешкиот терен во Тетовка против екипата на Тетекс. Беласица, спомнавме, тие два порази ја спуштија од Охрид и од Скопје надолу на табелата, а пак перфектниот старт на Детонет кој што триумфираше над Слогавиница, како исто така и над Тетекс на домашен терен со голот на Филип Ѓоргиевски во 93-та минута, и секако со победата која што имаше над Големо Конјари 6-0, тимот на Горан Здравков веќе има отворени порти да ги напаѓа позициите за прва лига. Слично беше и со екипата на Новаци, го продолжува тој победнички ритам тимот на Дарко Крстевски, триумф над Повода од 0-5, потоа следуваше уште еден триумф од минимално 1-0 над Кожув и сега од 1-2 над Вардар Неготино, така да истото се случува и со Скопје кој што победнички ја тргна нели ова 2026 година, убедливо слави 0-4 над Слогавиница, потоа на домашен терен следуваше слави од минимално 1-0 и го доби дербиот од 1-2. Предлагам овде да ја погледнеме самата табела за да имате појасна слика околу сето анализа која што ќе ја правиме во текот на оваа емисија, за да имате подетална представа всушност што ќе не очекува и што би имале. Еве ја табелата пред вашите екрани и гледате дека благодарение на тоа што Брегалница не искористи шанса, меѓутоа и благодарение на поразот на Шкенди Речиново, а пак Шкенди Речиново е благодарен на поразот на Охрид, двете екипи ги задржаа тие, нели, ајде ако можам така да речем, водечки позиции, но веќе станува доста густо. Ото Солово кој што е 8 со 33 бодови или во таа зона за директен опстанок, па се до Охрид веќе сите имаат реални шанси. Меѓутоа ете сега на друга страна ако зборуваме квалитети така натаму на самите ростери на играчи на клупа, на ротација во самите екипи, можеби нели шансите се препуштаат повеќе на Охрид, на Шкенди, Рачиново, Скопје, Брегалница, Новаци, Детони, Плочковица, Беласица, Осогово, кои што пријатно изненадово со овие резултати веќе некако коди, нели, не само кон потврда на директниот опстанок, туку сигурно дека жетварите ќе сакаат што повисок пласман на табелата, поучени од претходните сезони кога постојано беа околу тој бараж, па дури минатата сезона играа бараж, го загуби од Шкенди Рачиново и има среќа во ждрепката, на крај се покажа дека сите третолигаши шампиони влегоа. Охрид е прв со 40 бодови, Шкенди Рачиново е втора со 39 бодови, веќе Охрид па и Шкенди Рачиново ги загубија таа бодовна разлика која што има. Охријани тргнаа победнички против екипата на Беласица во Струмица, нерешено да игра 0-0 против Шкенди Рачиново, загуби од Скопје.
односно од Осогово, во Кочи на тој начин Скопје успеа да стигне. Шкенди Рачинова помина со слично како што и Охрид, со тоа што тимот на Лјупчо Марковски Калат со 4-1 ја доби Преспа, потоа 0-0 против Охрид, загуби од Скопје. Скопје веќе сам си го отвори патот дури да биде шампион и директно да влезе во првата македонска фудбалска лига. Брегалница можеше многу да добие, но на крај не искористи нешто посебно, да не речем ништо, затоа што Штипјани загуби од Кожув, го добија тимот на Вардар Неготино што беше за очекување, но тоа реми со во Тетово со Тетекс и тие пропуштени 2 бодови. Сега Брегалница ќе беше изравната на втората позиција на само бод од Охрид, но се уште ништо не е изгубено. Има многу бодови во игра. Тоа што го зборував за Новац и за Детонет Плачковица, две екипи кои што играат во перфектна форма, му овозможува да се кандидираат, ако можам така да речем во спортски жаргон, кон позициите кои што водат кон прва лига. Од причина што Новаци 36 бодови, само 4 помалку од лидерот Охрид, веќе тука сериозно тимот на Дарко Крстевски размислува не само за втора и трета позиција, односно за бараш позициите, туку и за прва лига, од причина што Новаци веќе в сабота го пречекува тимот на Брегалница. Тоа ќе биде дерби пресметка, можеби дерби на колото како и она во Радовиш, каде што многу работи ќе бидат клучни, многу работи ќе решаваат тие надпревари, затоа што во тие комбинации кои што и претходно ги најавувавме, Новаци со триумф над Брегалница би имал 39 бодови, сигурно ќе биде четврти во таков случај, во зависност како ќе одигра Скопје со Новаци. Шкенди Рачини и Охрид би требало лесно да ги оправдат фаворитските улоги. Охрид игра со победа, Шкенди Рачиново со големо конјер, во таков случај очекувано било овие две екипи да триумфираат, па на тој начин се чека ајде нешто по-неизвестно, иако и Скопје како фаворит влегува против разиграниот и расположено Осогово. Новаци би бил четврти со простор под знак прашалник во зависност од како ќе одиграат првите три екипи кои што се фаворити на надпреварите во сабота, им се отвора простор па и за второ место. Многу комбинации ќе има тој надпрев. Во таков случај Брегалница може да заврши 6, ако Детонет Плачковица слави во дербито на истокот против Беласица. Овие комбинации се и текако важни, битни за да се позиционираат екипите во она што ќе ги очекува веќе во 20-тото коло. Со триумф Брегалница сигурно ќе биде четврта, ќе се доближи до, односно ќе го следи чекорот на водечките екипи. Ако евентуално имаме кикс, што е многу за очекување на Охрид и на Шкенди Рачиново, поверојатно највека и Скопје, такви комбинации Брегалница може да заврши па дури да се изравни на врвот, да биде втора, да биде трета или во најлоша ситуација да биде четврта, но да ги следи водечките екипи. Од таа причина ова 19-то коло ќе биде исклучително важно. Надпреварот во Радовиш исто така носи простор за прогрес на табелата и ненети на другите. Детонет Плачковица го гледате на 6-та позиција во такви комбинации како што екипата на Горан Здравков на Штипскиот стратег со 35 бодови на 6-то место, со триумф ќе има 38 бодови, ќе се изравни некаде таму околу трето, четврто место, и во зависност од тоа што ќе одиграт Брегалница и Новаци, има простор да скокне на табелата. Ако имаме реми во Новаци, тогаш Детонет Плачковица би бил четврти, со пораз на екипата на Брегалница, Детонет Плачковица ќе дојде на пето место, Брегалница била шеста. Така да доста комбинации има. Беласица се надева дека би можела да го повтори резултатот кога славеше во Струмица со минимално 1-0 над екипата на Детонет Плачковица. Во таков случај па и Струмичани им се отвора простор за прогрес на табелата. Осогово 8 со 33 бодови. Веќе тука по полека ова коло ќе ни даде појасни работи, ќе биде доста поискристализирано, значи од коло во коло гледаме дека се поголема борба ќе има на фудбалските терени широм Македонија за тие 3 бодови, затоа што ќе биде исклучително важно кој што и до каде би стигнал. И сега ја имате позицијата број 9, каде што е Кожув 10-11. Тоа се бараш позициите. Ако ова конечна табела, тоа би значило, ако е веќе финиш на сезона, тоа би значило дека Кожув, Саса и Тетекс би играле бараш за опстанок. Кожув со 26 бодови е на 9-тото место, веќе 7 бодови негатива од 8-та позиција која што гарантира директен опстанок, така да веќе ќе има тимот на Иван Вардиновски притисок и тоа сериозен за да може да стигне до директен опстанок, бидејќи изгубените бодови практично во
Есенскиот дел, како што беше неочекуваниот пораз од минимални 1-0 од Големо Конјори, 2-2 на домашен терен со Вардар Неготино, тие 4 бодови сега ќе беа многу поинаку ако ги имаше Кожев на своето конто, би имал во таков случај 30 бодови. Но и ремето кое што го имаше дома, не смееше се го дозволи со Саса, исто така пропуштени уште 2 бода, веќе би имал 32 бодови Кожев во такви комбинации, сега има 26 и веќе сериозно ќе се има проблем, ајде ако можам така да кажем, за да стигне до позициите во топ 8 зоната. Сас и Тетекс 10-11 место делат со по 21 бод и веќе по полека некако овие екипи одат кон тоа да се зацврстуваат во таа бараж зона, ако се укаже шанса, што ќе биде многу тешко за директен опстанок, бидејќи веќе сериозно имаат негатива од по 12 бодови, така да веќе Сас и Тетекс некако ќе треба да се подготвуваат и психолошки и со тој товар било како на било кој начин за бараж и преку бараж да се спаси, да се бара опстанокот во втората лига, на тој начин да се всушност спаси самата сезона, бидејќи во секој друг случај екипите ќе завршат во трета лига за следната сезона 2026-2027. Во зоната за директно испаѓање, каде што е Преспа, Вардар Неготино, победа Слоговиници и Големо Конјери, немаме промени освен прогресот на Преспа благодарение на победата која што имаше над победа. И на тој начин сега тимот од Ресен е на 12-та позиција со 12 бодови, 11 помалку од бара зоната, ќе биде исклучително и тука тешко, односно 9 помалку ќе биде во такви комбинации кои што би ги имале Преспа 9 бодови помалку од Сас и од Тетекс, тоа се 3 победи кои што би требало да ги има, меѓутоа нели колку и да победува Преспа, толку не треба, ќе треба да греши Тетекс и Саса. Така да многу комбинации има тука во прашни, пред се клучен ќе биде дуелот на Вардар Неготино кој што е на 13-тото место со 12 бодови, кој што веќе в сабота ќе гостува и тоа клучен надпревар ќе игра против екипата на Каменица Саса на гостински терен, каде што Вардар Неготино ако сака да има било какви надежи за бараж, ќе мора да го добие тој меч. Во секој друг случај, ако Саса триумфира, веќе тука многу работи стануваат кристално јасни и рударите ќе имаат сигурно бараж, како план Б останува опцијата нели за директен опстанок, што ќе биде тешко, меѓутоа ете бараж како крајна опција за спасување на самата сезона. Веќе победа со оглед на фактот дека скрпи нели некој тим колку да се доигра сезоната, дефинитивно веќе нема што да се гледа Прилеп, ќе мора за желено најфудбалските градови во Македонија, еве табелата одново пред вас. 14-то место, 11 бодови, многу работи веќе од овој надпревар се решени. Победа веќе по полека оди кон испаѓање во третата лига и да се надеваме дека нели ќе има со таа реорганизација во тимот и тие големи финансиски долгови дека победа ќе успее да исплива и да се врати експресно во втората лига, како што нешто слично се случило со екипата на Борец, која што нели често испаѓа од втора во трета лига, па се враќа, еве сега и Борец е таму лидер со Пребалец во трета лига, и се обидуваат велешени да се вратат одново во втора лига, ќе видиме што ќе донесе нели на крајот од сезоната во трета лига. Јук меѓутоа и бараш надпреварите Слоговиница предпоследна 8 бодови, Големо Конјери последни 4 бодови, две екипи имаат минимален позитивен резултат со тоа што меѓу себе одигра нерешено 2-2, па на тој начин ете имаат по еден бод повеќе во однос на есенскиот дел и овие две екипи веќе се отпишани и веќе ги гледаме како третолигаши и ми се чини дека за 2 до 3 кола, некаде 4 најмногу зависно од тоа како ќе одиграат нели екипите над нив и математички ќе ги прогласиме за испаднати во трета лига. Исток екипата на Слоговиница во трета лига, Јук екипата на Големо Конјери. И сега ќе се надополнам на колото број 19, кој што е во сабота. Кажав и во текот на самата емисија, односно на почетокот, дека в сабота на МН телевизија од 14 часот ќе го следите дербито на истокот во Радовиш, каде што ќе се соочат Детонит Плочковица и Беласица. И претходно видовте табелата, видовте кои се комбинациите, математиките, така да ако Детонит Плочковица на штипскиот тренер Горан Здравков слави, и текако ќе дојде до позиција да ги напаѓа нели местата кои што водат кон прва лига, од причина што само 5 бодови имаат Радовиш негатива од Охридјани кои што се на врвот од табелата. Беласица загуби 2 надпревари и тоа клучни дерби надпревари од Охрид и од Скопје, го доби Големо Конјери што не е мерило за квалитетот и за оној цел тактички дел или сите оние подготовки кои што ги имала Беласица за да се провери квалитетот. По зрел тест ки имаат со Детонит Плочковица во каде се и што би можело Беласица да направи за нели самиот тек од сезоната. Со триумф и двете екипи ќе имаат прогрес и со триумф и двете екипи ќе дојдат до позиција да имаат шанса за баражот. Така да
ете тој надпревар го одбравме да го следите на МН телевизија сабота од 14 часот, ќе биде нели ривалството на Радовишен и Стромичење, така да ќе видиме што ќе донесе, бидејќи екипата на Беласица беше подобро со 1-0, исто така надпревар кој што го следевте на МН телевизија, го коментиравме заедно со мојот колега Ваня Трајков, беше доста возбудливо, само еден гол, ми се чини тогаш Бојан Спирковски погоди за да го реши надпреварот. Сега тој фудбалер не е во Беласица и го напушти Беласица и втората лига. Потоа брзо се реваншираше екипата на Детонит Плачковица на истиот стадион во Струмица на Благој статус со минимални 0-1, но тогаш во купот кога Детонит ја исфрли екипата на Беласица. Така да овој надпревар ќе биде доста возбудлив, кога е во прашање традицијата некада таму од 2021 година наваму двете екипи се изравнети по тој биланс на меѓусебни дуели во победи нерешени и порази, така да многу работи ќе бидат појасни веќе в сабота од 14 часот на МН телевизија Детонит Плачковица Беласица. Што носи следно ова 19-то коло? Слоговиница Тетекс, штофарите ќе бидат само со триумф задоволни и мора да се стигне тој триумф против младата Слога која што нели игра со млади фудбалери. Само триумф за Тетекс е опција за да се заверува веќе позицијата бараш кон опстанок, се друго ќе биде големо изненадување. Скопје Осолово, надпревар кој што и двете екипи играат во перфектна форма. За разлика од тоа што екипата на Скопје доби дерби надпревари како што е Шкенди Рачиново и екипата на Беласица, одо што екипата на Осолово кој што добиваше надпревари кој што освен Охрид, другите беа со послаб квалитет, како што беше нели надпреварот со САС, ајде дербито тука минимал 1-0, тамо некаде во финишот беше поснато и погодок, мисли че на Алпа Јусуф, а додека пак против Пресписто така 0-1, меѓутоа веќе ќе видиме што и колку таа победничка форма ќе биде продолжена веќе на стадионот Железарница во Автокоманда в сабота. Охрид победа, сосем очекувано, рибари тука апсолутни фаворити, не треба што да се многу тука дискутира, анализира, дефинитивно веќе гледаме дека Охрид ќе оди кон сигурен триумф, прашање ќе биде само колку ќе биде таа разлика. Надпреварот во Македонска каменица е клучен и за двете екипи. Дали САСа, ако триумфира, ќе потврди дека е спремна за бараш, во таков случај Вардар Неготино веќе дефинитивно ќе биде отпишан. Ако, бидејќи веќе тимото Неготино загуби еден таков клучен дуел во Тетово од Тетекс, конкурент за бараш. И сега, ако евентуално триумфира Вардар Неготино во Македонска каменица, тогаш веќе се отвора просторот да тимото Неготино се надева на бараш. Во секој случај со пораз тимото од Вардар од Неготино, во таков случај веќе ќе има исклучително тешка битка и дефинитивно веќе ќе оди кон испаѓање. Дербито, уште едно дерби кое што ни го носи 19-тото коло, Новаци Брегалница, судир на две екипи кои што се позиционира на 4-тото и на 5-тото место, надпревар кој што многу работи може да промени, надпревар кој што психолошки може да направи притисок на екипата која што ќе излезе ако имаме нели победник, таа екипа која што ќе го загуби овој надпревар ќе има психолошки товар за продолжението од сезоната, со веќе реми им се отвора простор на двете екипи да бидат нели поизранети, меѓутоа пак во случајот ако Детонит триумфира од Беласица ќе им направи скок, триумф за Брегалница ќе биде добродојден за да може да се рехабилитираат после ремето од Тетекс во Тетово и после тој пораз кој што го има во Кожув, за да дојдат до нели позиција која што посериозно ќе ги остави не само во трка, туку и психолошкиот товар ќе биде понизок кај штипските сини и ова ќе биде клучен тест, посериозен тест досега за екипата на Брегалница, затоа што Новац е исклучително квалитетна екипа со млади талентирани фудбалери кои што носат големи резултати и кои што е засилена исто така и со многу надпревари. Во таков случај ќе биде тоа исклучително важно и исклучително тешко да се обезбеди триумфот на Новаци и триумфот на Брегалница, бидејќи двете екипи се исклучително израмните, ајде ако можам така да кажем, меѓутоа благ фаворит ќе биде Новаци од причина што игра на домашен терен, на терен каде што бодови многу тешко се освојува, тука загуби Шкенди Рачиново, исто така ќе биде предност домашниот терен како што кажав и таа победничка форма која што има по квалитет, можеби Брегалница има некоја позвучи во своите редови, но гледаме дека формата, резултатите покажуваат дека екипите се израмнети, па дури ќе видиме на крајот што ќе донесе тоа тактичко надмудрување на Дарко Крстевски на Владко Костов. Преспа
Кожув веќе тука дефинитивно мора да триумфира. Со пораз ќе влезе во комплицирана ситуација кога е во прашање директниот опстанок. Бидејќи веќе Кожув во таков случај ќе треба да води битка за да го задржи 9-то место, а за Преспа ако триумфира ќе биде отворена картата да се надева на бараж, бидејќи во таков случај, ако евентуално пак има некое реми, изненадување и во Винјаница и во Македонска Каменица, се отвора простор и текако голем Преспа да се надева на бараж, па преку бараж да бара опстанок во второлигашкото друштво и ни останува над преворот големо Конје Шкендија Рачиново. Тука веќе многу работи се кристално јасни. Шкендија Рачиново апсолутен фаворит и само триумф ќе биде опција, се друго ќе биде големо фудбалско изненадување, големо фудбалско чудо што ќе биде нереално да таму нели иако е фудбал, иако е нели се случувало и многу големи фаворити губели од третолигаши во европскиот фудбал, но ајде да видиме што ќе донесе над преворот, каде што апсолутно нели екипата на Шкендија Рачиново која што е предводно Љупчо Марковски Калце огромен фаворит. Она што ќе го начнам како тема, кажав дека нели веќе во теке истартуваше и првата женска фудбалска лига. Тука дефинитивно ќе искоментираме дека битката за шампионска титула во првата женска фудбалска лига ќе ја водат Скопје и актуелниот шампион Љуботен. Скопје на врвот од табелата со 45 бодови, Љуботен кој што загуби од екипата на Тиверија во Струмица останува на втората позиција со 40 бодови и тие 5 бодови се веќе многу клучни за да Љуботен дојде ситуација да ја брани титулата. Така биде исклучително тешко, нели се уште има многу и тука за игра, но веќе ова бодовна залиха на Скопје и текако важна и мора да потенцираме фактот дека во Љуботен игра доста репрезентативки кои што доаѓаат од странство во однос на тоа што Скопје игра со македонски фудбалерки кои што се навистина талентирани, кои што направија добра селекција. Скопје и еве тимот од Скопско Пржино е на добар пат да стане шампион и да се прекине таа доминација на Љуботен. Од друга страна и Статов се проби со одличните игри на третото место 32 бодови, со по 30 бодови Каменица, Саси, Тиверија, Брера го делат четвртото место, Струшки Јас Юнајтед 6 со 27 бодови. Тука ќе биде позицијата кој ќе биде трет, кој ќе биде четврти, пети и шести, меѓу себе ќе решаваат овие екипи. Зашто повисок пласман да се заврши сезоната. Речица и Вардар го делат седмото, односно осмото место со по 11 бодови. Тука веќе по полека овие две екипи се зацврстуваат и одат кон сигурен опстанок во првата женска фудбалска лига. Останува битката помеѓу Топгол од Битола и помеѓу екипата на Кочени. Кој од овие две екипи ќе испадне директно во втора женска фудбалска лига за следна сезона, кој ќе игра бараж со екипата која што ќе биде втора во втората лига. Двете екипи имаат по 4 бодови, со тоа што Топгол е девети или тоа е бараж зона, додека пак екипата на Кочени исто така со 4 бодови е на дното, односно на последното место, кое што води кон испаѓање во втора лига. Така да и тука ќе гледаме доста неизвестности кога во прашање женскиот фудбал. Дефинитивно екипата на Конзули од Битола, бидејќи втората лига се уште не е започната со надпреварување, односно не е започнат пролетниот дел, екипата на Топгол, односно екипата на Конзули од Битола ќе биде сигурен прволигаш, дефинитивно влегува. Во случајот ако Топгол, тоа ми беше мислел, ако Топгол испадне од прва лига, бидејќи битолска екипа, сигурно Битола и следната сезона ќе гледа прволигашки фудбал во женска конкуренција, додека пак ќе биде неизвестно помеѓу порачен македонски Брод и Билен Извори од Охрид, кој да биде втори да игра бараж за можен влез во првата женска фудбалска лига. Што се однесува пак до првата лига, тука веќе нели во теке 21-то коло, доста возбудување. Вардар и Шкендија ќе водат нели битката за титулата, додека пак екипата на Шкупи веќе испадната. Тука нема веќе што да се размислува. Работнички исто така ќе има голема неизвестност. Сите екипи на табелата, како што е Башкими, Тиквеш, Брера, Арсими, Македонија, Ѓорче Петров и Пелистер ќе водат битка за да се избегне баражот. Некој од оваа екипа ќе се придружи на друштвото на Работнички и на Шкупи за да испадне директно во втора лига. Две екипи ќе мора да играат бараж, останатите ќе се спасат, но ќе биде исклучително тешко и тоа значи овозможува да имаме еден навистина возбудлив дел и во првата македонска фудбалска лига. За крај ќе спомнам во дел на купот. Охрид испише историја. За прв пат ќе игра полуфинале, откако успеа да го елиминира
актуелниот освојувач на купот на Македонија 1-1 беше во регуларниот дел, во пенал рулетот Охридини беа подобри и се чекира во полуфиналето за прв пат историски успех на Охрид, каде што во полуфиналето ќе игра со прволигашот Силекс, кој што пак Силекс го доби тимот на Дечни Плачковица со 0-3. Шкендија речено испише историја и овој второлигаш направи голем успех, совладувајќи го работнички и на тој начин тимот од Рачиново е веќе пласиран во полуфиналето од Купот на Македонија. Сега ќе го чека победникот од дуелот кој што е помеѓу екипите на Струга и на Шкендија, кој што е закажан за 18 март, значи победникот од дуелот помеѓу Струга и Шкендија ќе игра против Шкендија Арачиново. Тоа значи дека двојките во полуфиналето се Охрид Силекс и Шкендија Арачиново со подоброто дуелот помеѓу Тетовска Шкендија и Струга, каде што ќе го бараме нели патникот, односно патниците во големото финале. Тоа значи дека во купот ќе имаме нов освојувач, бидејќи Вардар веќе е елиминиран, нема да може да ја брани освоената куп титула минатата сезона, и потсетување дека нели победникот во купот на Македонија обезбедува излез во Европа, односно ќе игра во квалификациите за конференцијска лига. Она што треба да го споменеме како е направило оваа сезона, шампионот на Македонија, нели стандардно како изминатата сезона игра квалификации за Лига на шампиони, ако тука не успее да помине, оди веќе нели во квалификациите за конференцијска лига, тоа што го успее да го направи Шкендија и да игра групна фаза до плейоф, односно до самата нокаут фаза, каде што беше елиминиран од турскиот противник. Екипата на Шкендија направи голем историски успех со играње дури и во таа нели европска пролет. И сега вториот игра квалификации за конференцијска лига. Третиот оваа сезона нема да има излез во Европа, меѓутоа тоа што го направи Шкендија со тие успеси од следната сезона односно се враќа и третиот тим да излега во Европа. И сега со оглед на фактот дека трета е Струга, четврта е Силекс. Ако е вака конечната табела, во тој случај, доколку Шкендија го освои купот, се отвора простор за Струга да излезе во Европа, бидејќи Струга преку лигата, нели, преку шампионатот ќе излезе во Европа. Ако евентуално пак Струга нели го освои или Силекс излегува исто така во Европа, или евентуално тоа ако се случи да се направи голем историски успех на Охрид или на екипата на Шкендија Арачиново. Поентата ми беше дека ако Шкендија го освои купот, бидејќи Шкендија заврши втора или пак евентуално прва, тогаш се отвора простор и третиот од шампионатот да излезе, затоа битката ќе биде помеѓу Струга и Силекс за тоа трето место и да се надеваат, ако не успеат преку купот, тогаш да се надеваат дека Шкендија ќе го освои купот, пак ќе имаат простор нели да излезат токму преку првенството. Има доста и тука комбинации, така да тоа е тоа што го подготвивме за ова издание од спортски магазин Трибина. Уште еднаш ќе потенцирам дека веќе во сабота од 14 часот на Немнет телевизија ќе го следите дербито на истокот помеѓу екипите на Дечни Плачковица и Беласица. Тоа ќе биде директен пренос на Немнет од Радовиш. Останете понатаму со програмата на Немнет телевизија и спортски. Поздрав до следното издание на овој спортски магазин.